Бе, одмори па ти, какви одмори? Еве, почињаме сега нова сезона, Канал 5. Тоа не е ново. Телевизијата и шпициве нови, друго све ни е исто. Еве, политичарите се исти, уште 10 сезони да работиме, све со нив ќе работиме. Ај, имам луѓе тука, ќе те барам. Ајде. Шеф, извини, кратко. Кажи. Лично ни е потребен трет новинар. Многу е тешко да се постигне, ме разбереш. Леле, види го како ме нервира. До лани ќе го бркав од работа, сега он ми вика, не можел да работи. Абе, фатете, работете, растрчете се тамо, бидете среќни што има. Време, дали разбираш? Знаеш дека Временска нема кој да води. А ти ќе водиш и Временска, бе. Како ќе напредуваш ти као репортер? Како мислиш? Ќе видиш како и за Временска, ќе те унапредиме, се и Временска има да водиш. Ќе научиш. Значи, знаеш што? Значи, ова не е окей што ми го преш, ама ете. Ајде. Ја што работам? Леле, ја ако не сум, значи ќе се распадне телевизија. Ја ли свели да работам? А што работиш, бе? Што ти е работа? Ќе идеш натаму навам, кај ти се Јелена и Ацо? Во студио чекаат да почне нова сезона. Па почнеш шпица, бе, пушташ шпица. Лека ноќ Македонија! Нова сезона, нова телевизија. Старите јас и Јелена кои сме тука да ве водиме низ оваа нова сезона на вчерашни. Сезона која ќе е полна со премрежја, крв, пот и солзи. Сезона во која Македонија ја чекаат клучни одлуки кои ќе го променат текот на историјата на нашата земја, како и на Балканот, ако не и на универзумот. Добро, Јацо, сватија. Лека ноќ и од мене. Вие сте на местото на кое последни дознавате, па нека почне првата епизода од четвртата сезона сега. Реков да почне сега. Вчерашни анализа, разговор со експерт за евроинтеграции. Ексклузивно, ново реално шоу, Мешан брак. Вчерашни на роденденската забава по повод 27-миот роден ден на Македонија. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Виз Дискаунт клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Јелена, да те прашам, каде беше летова? Во депресија. А ти, Јацо? И јас бев во Македонија. А сега да ги депримираме и гледачите. Почнуваат вчерашни со се што сме пропуштиле летово. Летото 2018 Македонија убаво ги најаде комарците. Хрватите станаа вице прваци во фудбал, што е поважно од титулата на Франција. Комарците си јадеа слободно. Фондот за иновации иновативно подели грантови на пратеници и министри. УЈП реши дека ќе ни влезе во сметките, па додека се таму нека остават некој денар. Пак прскаа против комарци, ама со бешумни авиони, специјални единици, сите маскирани во Бетмен, незадоволни од диџејските плейлисти, објавија војна на ноќните клубови. Комарците јадеа, иако прскани, па испраќавме нови шумски авиони од Стенковец у Пеца Бајле. Рочишта се закажува и презакажува. Председателот не потпиша ништо ново. Изгледа го каснал комарец за рачето. Водно се изора за гасовод, еколошки било се сечат дрва. Комарците конечно настина од прскањето, па заради настинка да одмори еден викенд. МВР воведе новина за дозволено користење службени возила за до Халкидики. Што друго? Што друго? За комарците кажав. Да, Македонија во зграда да потпишат договор со Грција. Голем сенароден протест во моментов се случува пред владата на Република Македонија. Таму е нашиот репортер Ланчо. Ланчо, дали се слушаме?
Да, така е студио, се слушаме, тука сме позади с владата на Република Македонија, кај што се случува еден од поголемите сенародни протести. Луѓето се тука собрани за да кажат дека ставот не го даваат. Така да има, еве, ќе прашаме некој од протестантите. Добар ден. Добар ден. Зошто сте овде? Ево ти е човек вакви прашања. Ви до кога македонецот ќе вие кичмата? До кога? Стано е се што имаме и ставо е се што имаме, ние не ја даваме Македонија. Тоа е. Тоа имаме. Господјо, може, еве и господјата да прашаме. Зошто сте овде, господјо? Затоа што овој капитулантски договор со Грција, ако се подпиши, значи крај на ставот, а ние ставот не го Од режија ми јавуваа дека Ланчо се обидува да стапи во контакт со еден од лидерите на протестот. Ланчо? Моето прашање е дали имате став за референдумот? Се разбира дека имаме став и нашиот став околу ставот, ние сме го кажале во повеќе наврати во врска со ставот. И сега јавно ќе ви го кажам ставот. Тоа е исто како што Нилс Бор во 1912 година ги ја поставил квантната теорија, која што гласи дека електроните кога се движат по својата електронска орбита, ниту примаат, ниту оддаваат енергија. Тие примаат, односно оддаваат енергија само кога поминуваат од едно енергетско ниво во друго и обратно. Дали сум јасен? Ако може уште еднаш кам малце поубаво да... Видите, ние ставот не сме го смениле. Она што со атомите не го закон. Имено, секое тело потопено во течност губи привидно од својата тежина за онолку колку што изнесува волуменот на истиснатата течност. Значи, ова што ви го кажам ви е закон, Архимедов закон. И ако ова не ви е јасно и на сите, јас onda навистина не знам што повеќе. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, тоа значи We gonna die for the attitude. Тука, ете, драги гледачи, тоа е ставот за референдумот. Студио? Во петокот во посета на Македонија дојде австрискиот премиер Курц или според знамето латвискиот премиер Курц. Од оваа влада уште немаат објавено кој премиер ни беше на гости. Од владата велат дека ова е голем успех за нив и дека ова е уште еден доказ дека владата е на прав пат кон Европската унија и НАТО. Како што изјави владиниот портпарол број 147 на пресконференција, дури 50% од знамињата при посетата на австрискиот премиер Себастијан Курц биле погодени, што во основа значи дека владата го погодила нашето знаме. Само напред. А сега малку да ги оставиме референдумот и евроатлантските интеграции настрана и да поразговараме за секојдневните проблеми што ги мачаат нашите граѓани. Ланчо е на терен со висок извор од владата. Ланчо? Да, така е студио, се слушаме, разговараме со еден не толку висок владин извор. Добар ден. Добар ден. Колку сте висок? Па моментално сум висок 1,60 м, но по приемот на земја во НАТО и во ЕУ очекувам раст од најмалку 20 сантиметри. Да, ете 1,60 м, но со Добро. Може да започнеме малце со конкретните прашања. Ме интересира што мислите за вакцините кои што треба да ги примаат нашите деца. Има доста бурни реакции дека се ѓубре. Дајте малку да збориме за приемот на Македонија во ЕУ и во НАТО и какви вакцини ќе имаме тогаш. Зошто не се реши проблемот со грејењето во школите? Нели сега доаѓа зима, ќе стане ладно, па после децата ќе имаат Да. проблеми. Има, да, значи Може да настинат. со приемот на Македонија во ЕУ и во НАТО влегуваме на пазар кој што има 250 пати повеќе шума од Македонија. Значи, да ја замислиме една Норвешка, се не знам дали сте го чуле тој термин, Норвешка шума. Сите знаеме што е Норвеш, сите знаеме што се Алпите. Само замислиме колку шума ќе може да се извезе во Македонија. Значи ве молам немојте да значи ќе направиме посебна емисија кога ќе влеземе во ЕУ и НАТО. Она што сега ме интересира, дали ќе се случи истото сега на есен со смогот, како што се случи со комарците? Зошто не се решаваат проблемите одма? Што е следно? Што да очекуваме, смог? Значи, да не покоси? По приемот на Македонија во ЕУ и во НАТО, македонските граѓани ќе имаат можност да купат далеку поквалитетни маски за смог. Добро, ете студио, како што слушнавме, јас повеќе не би му поставил ни едно прашање, пошто мислам дека ако беве и да му поставам кога последен пат ќе ги исправил гаките, ќе ми рече дека чека да дојде НАТО и ЕУ за да доста ќути. Што те прашав, одговори. Абе како така? Дека следно чека да дојде НАТО и ЕУ за да си ги избере. Јас стварно не знам кој е последно прашање. Што е со тие негативни коментари, така има, значи поевтини гаки има у Европа него тука са, што правиме муабет. Hallå, Dex imor como Biedermeier u gep коли гостви. Ja, kolla.
Sie sprechen Sie Deutsch, ja? Овонеделните посети на големи политички фигури на Македонија беа исклучително важни за нашите политички елити. За нивните конкретни придобивки зборуваме со советникот на владата за евроатлантски интеграции и стратегии, професор Јордан Хаджибогатинов Десков Петковски Миланов или скратено професор Јоци. Професоре, какво значење имаат овие посети? Прашањето е сасвим на место, иначе јас морам да напоменам дека на оваа функција сум не пол месец. За да подобро да ме сватите, јас морам да направам паралела со шахот. Имено во четвртокот генералниот секретар на НАТО Столтенберг дојде во улога на топ кој што по долната линија ја зацврстува одбраната, додека во петокот австрискиот канцелар Себастијан, Курц, во функција на ловец диагонално влијае за да може да ја заштити кралицата, да не речам Меркел, како би низиното височество дамата можела да завземе појака позиција на европската шаховска табла во овој дел од партијата. Сите паралели ви се од шахот, дали сме ние само еден обичен пион во таа светска партија? Уште подобро прашање. Да, ние сме пиун во Европската шаховска партија, но немојте да заборавите дека добро поставен пиун во одреден момент може да стане кралица. Дали тоа ќе ни се случи и на нам? Ова ви е најдобро прашање до сега и ви очекувате да речам не. Меѓутоа, таквите очекувања ви се заради тоа што ние во последните 27 години играме лошо, не сме извадиле ниту реми од една партија, а тоа е заради тоа што партиите ги играат, да не речам ги водат, приучени шахисти. Зошто? Одлично прашање. Тоа е заради тоа што ние цело време играме дефанзивно, не напаѓаат од сите страни, а играме некаква си македонска одбрана и лесно е клучните и битните фигури да ни ги тргнат од таблата уште на самиот почеток. Што е чарето? Има ли излез за македонскиот народ? Солидно прашање, иако сте имале и подобри. Па видете, сега шаховската партија играат европски играчи, не случајно ги спомнав Меркел, Курц, Себастијан и така натаму. Така да, јас мислам дека вратата ни е отворена, ни престанува само еден потек кој што треба да го направиме, еден истински потек. А ако не го повлечеме потегот? Све послаби ви се прашањата, морам да кажам. Ако не го повлечеме вистинскиот потек, се очекува Путин со скакач на F6 наскоро да дојде во Белград, а познато е дека русите се добри шахисти и во тој случај целата ситуација и со партијата би се искомплицирала дополнително. Ви благодарам, а ние продолжуваме со вчерашни. Во селото Паничари и оваа година наставата започна исто како и пред 80 години. Во училишен објект изграден во 1938 година. Повеќе во прилогот што следува. Нема основни услови за настава. Се плашиме дека во секој момент ќе се распадне. Беа само дел од реакциите на жителите од село Паничари, на што министерот за образование порача. Место за паника нема. Наместо да се гледат само негативните страни, жителите треба да погледнат и на ведрата страна. Училиштето представува историски објект, кој наскоро може да се прогласи за културно наследство, секако доколку не се распадни до тогаш. Како мотивација плюс за учениците, министерот вети петки по историја, со оглед на то дека децата учат во археолошко наоѓалиште. Беса. Една партија, двајца лидери, збунето членство. Едниот лидер во влада, другиот во опозиција, а собственоста над партијата во правните лавиринти од кои малкуми не излегле. Како што велат извори блиски на позицијската Беса и на опозицијската Беса, можно е конечно да се одреди кој е лидер на оваа партија на неколку неортодоксни начини. Имено, не можејќи да ги чекат судовите, лидерите на крилата на партијата седнале да разговарат и се блиску до договор. Или собственоста на партијата ќе се одреди на лотарија, што е една можност, а друга можност е едниот лидер да ги добие првите две букви Б, додека вториот лидер да ги добие буквите С, со што би се постигнало соломонско решение. Сепак настанал спор кој да ги земе првите две букви, а кој вторите две. Спор кој ќе треба да се решава на следната средба на лидерите. А во новата сезона имаме и ново реално шоу. Реално шоу кое можеби некои од вас и го живеат.
Да не должиме многу или што би рекле некои, да не го тупиме. Ви го представуваме семејството Лазовски од Мичурин. Едно име, една држава, во државата зграда, во зградата стан, во станот семејство. Семејството Лазовски од Мичурин е разрушено од овој референдум. Ја сменив плочката со името на вратата. Не е свесен дека наредниот конгрес ќе му го држам онде на троседон кај што седи. Јас сагав само торта. Спротиставените гледишта им го уништуваат животот. Уживајте во реалното шоу Мешан брак. Она на мене ќе ми бойкотира, све на пола ќе сечам. Ќе делам све, ќе сечам масала, ќе сечам телевизор, тросет. Се вклучуваме во живо од демаркацијата на границата во двособниот стан на семејството Лазовски. Леле, кој ќе си го ратам цел стан. Леле, на тој тросет докато ќе си легнам, абе нема да можеш да припариш таму. Како бе ќе го вратиш бе? Абе сега ни е моментот тапија да му земеме на станот. Каква бе тапија на пола стан тапија? Како на пола стан тапија? Зашо пола стан? Отие пола, еге и пирин, кај се? Кај се де, у ЕУ се. И? Па Македонија целата е како другачие? Инаку името на Лазовски е признато од сите поголеми компании за струја, вода, телефон и слично. Ти стварно мисли дека го сменил на ливчено наврата со името, дека на друго место ќе да смерки? За подобар живот на малиот. Логика нула. Според последните извештаи на Amnesty International, во оваа криза на станот на Лазовски имаме иселени лица. Морам да апелирам. Тато, знам дека гледаш на телевизија, тато. Дај смирете се, што е ова? Што е ова? Граници. Мамо, ме молам. Трогателна порака од детето. Веќе стигаат вести за тешки коментари на Facebook. Жестоко и на социјалните мрежи, засега летаат рафали од двете страни, а во благоводство е Миле, кој има 67:43 лајка на анкица. Рововска битка продолжува и наредната недела, па затоа гледајте Мешан брак на вчерашни. Hallå, Dek si mori kumo Biedermeier u geppa koли гостви. Ja, kollat. Sprechen Sie Deutsch, ja? Во посета на Република Македонија, која се уште го носи ова име, дојде генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Тој го посети селото Стајковци, каде што војниците помагаа при поплавите од 2016 година и присуствуваше на свечаност на која беше именувана улица по неговиот татко Торвалд Столтенберг. Но ова не помина без реакции во јавноста. Голем број на феминистки на социјалните мрежи се побунија зошто само таткото на Јенс Столтенберг добива улица, а е запоставена неговата мајка. Како што велат тие, ова е уште еден доказ на патриархално угнетување и неценењето на жената во општеството. Тие нагласуваат дека без мајката на Столтенберг и нејзината грижа тој денес не би бил тука и апелираат до град Скопје да ја исправи оваа историска неправда кон мајката на Столтенберг, како и целиот женски род. А сега малку новости од културата, поточно од седмата уметност. Имено, излезе трейлерот на 8-то продолжение на мегапопуларниот блокбастер Трансформери. Вчерашни ексклузивно ви го прикажува. Да го погледнеме. Се извинуваме, тоа беше грешна снимка, а ние продолжуваме со вчерашни. Вчера вечер екипата на вчерашни присуствуваше на една несекојдневна роденденска забава. Во еден двор, полн со гости, роднини и комши, една девојка го прослави 27-миот роден ден. Да погледнеме што забележаа нашите камери. 8 септември, роден ден, мала забава. Вчера нашето драго девојче Македонија го прослави својот 27 роден ден со своите роднини, пријатели, соседи и еден дечко од ЕУ. Се сеќаваме на незиното раѓање со референдум 1991 година. Да живее Македонија!
Многу е уба Македонија. Вака самостојна и суеверена Македонија е преуба. Ако е малечка, ќе расти да ме вервате. Дај вој да расти и следниот роден да правиме солу. Во 1995 нашето девојче успеа да извади документи во матичниот регистар на Обединетите нации. Ние успеавме да ја запишеме во матично, никој кој не сакаше да ја запише. Сега сме ја запишале под фиром, ама тоа е привремено. Страшното што се излегуваат парламенти не остаја сами да ја гледаме, ко самохрани родители, сами да испремаме чеис, сами да ја чуваме, сами да ја школуваме. Комшиите многу ја сакаа и чести доаѓаа на гости. Гости? Не сум јас гостин. Дел од куќата е мое. Мислим, немаме цимерско-роднински односи, договор, ако ме разбираш. Кога стана полнолетна, мајка и татко и почнаа да ја подготвуваат чеис. Арно ама се отиде по ѓаволите. Домашните се испокараа меѓу себе, си ги извадија очите, фатија прешминка у барок, чеизот се испокраде, се испокараа со комшиите и никој не сакаше да ја земе за жена. Нејзините комши ја советуваат што треба да направи за да се омажи. И ако хоче да се уда, венчање мора бити у цркви. Тоа ќе решти, то се мора решити. Мора тргне сминка, мејкап, тоа барок све, да се види природна убавина, се види. Али ако иска да се намере момчета, мора да смене историјата, да се изчисти това. Ние сме същите корења. Види, тој што ќе го зема, сигурно знае дека и ние сме дел од куќата. И за да се разбираме, мора да го познава јазик. И смени презиме име, смени Норд, убаво презиме име и Мази. Но Македонија е тврдоглава. Никако. Јас моето име не го менувам. Ако некој сака да ме земе, ќе ме земе со моето моминско име и презиме. Јас сум Македонија и точка. Уште малку ќе биде стара девојка со големо наследство, но без чеис. Но дечкото од ЕУ не дојде со празни раце, носи плико. Ке те земам за невеста и во моето семејство само ако го смениш презимето во Северна, иначе остана стара мова немажена. И без чеис. Роден денот го изгуби својот вајб. Мени веќе, ја хочу ова да, мислим, стварно веќе, шта е ова? Аз иска целата си да зема. Guys, take it easy. Let's see the referendum first and then we'll see about the cake, all right? Sir, греото е да го сечеш. Што не го земаш цело? What do you mean цело? Cool. Со референдум се роди, со референдум ќе ја омажиме. Или не? Но свадба сепак ќе има, еве кумата со бидермаерот по црвениот килим иде наваму, Димитро си го мести рака во Чекеринска е тука и Зоран премиерот ја чека кумата. И хало Зоран! Дек си мори кумо бидермаерот у гепко ли гостви? Ja, u kolata. Sie sprechen Sie Deutsch, ja? Како не, Ауспух, Кумплук, Ja. Айншлаг, Штрайк. Вие Тишлер, Wunderbar. вие Келнер, Wunderbar. Штрайк. Dankeschön. Passen Sie. Опа, погодили го во знаме. Passen Зоран. Здраво. Почитувани граѓани, имам многу убава вест. Кумата кажа, ако одлучиме да правиме свадбата, музиката џерманците ќе ја платат. Браво! Изгорете ке се кумо! Вечна се од корен, корнеше. Dankeschön. Deutschland platen Sie Musik? Како Musik? Sphären Sie? Така wie игран Sie verstehen? Dankeschön, Deutschland. Пушти. Кумо, пушти се за црвене. Кумо, куремо ме фана, пушти. Пушти руката. Ајде, уфите се. Јес, пушти ме, дај. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Виз Дискаунт клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина.
Селектирај иднина. Пакомак. А сега време е за времето, да го проследиме она што можете да го видите низ прозорец или евентуално на интернет. А да ви го кажа она што веќе го знаете, го имаме нашиот Ланчо. Само да времето утре ќе биде не ова. Глупост. Евак. Време. Да, време е да се офарбаат училиштата. Како прво. Како второ, време е да се однесе, да се поправат училиштата, грењето да се среди во школите, затоа што децата почнаа, ќе дојде зима, најчесто проблемите во нашата држава се решаваат малце од како ќе поминат работите, затоа касниме секогаш. Време е да се донесат учебниците на децата, затоа што децата се почнати со школа и треба да ги имаат своите учебници, а не да ден губат по една недела и да блеат со тетратките пред себе. Ја мислам дека за такви работи е време, а временска прогноза од мене нит сте чуле, нит па некогаш ќе чуете, така да тоа е тоа. И стигнавме до почетокот на уште едни вчерашни. Добро утро на сите, освен на тие кои јадат лук пред да патуваат со автобус во лето. Добро утро и од мене и се гледаме следната недела во исто време на исто место со стари вести. 19 часот и 30 минути, Канал 5 телевизија. Вие сте чекор за сите. Останете така. Но пред да останете така, сакам да ви кажам дека од оваа сезона, освен на Facebook и на YouTube, може да не следите и на нашата веб страница FNMK. Добро утро.